Тогаш беше исто како и сега, февруари. Првото негово 14-дневие го крстивме Богомилски поход на првата. И тоа беше најголемиот потфат на титовите луѓе на југословенското боиште таа зима во 1944-та. Од Егејска Македонија до Богомила и назад. 14 дни, 14 ноќи, неиздивнати дни, неотспани ноќи. Во февруари 1944 година, војно-политичката ситуација им поставуваше на македонските единици нови задачи. Требаше да се распламти востанието низ цела Македонија, а при тоа борците на првата македонско-косовска, втората македонска бригада и Тичовата група да послужат како јадро за формирање нови единици. Затоа главниот штаб на Македонија разработи план за натамошни дејства на своите единици. Првата македонско-косовска бригада да изврши покрет во правец на Мориово, Дрен, Мукос, Бабуна, со задача да дејствува во центарот на Македонија, задржувајќи се на просторот Азот, Пореч. Втората македонска бригада, подпирајќи се врз слободната територија, Воден, Кајмакчалан, Кожув, Пајак, Планина, со своите офанзивни дејствија во правецот на Кавадарци и Демир Капија, да привлече на себе што поголеми непријателски сили и со тоа да и го олесни пробивањето на првата македонско-косовска бригада кон Бабуна, а на главниот штаб на Македонија со единиците на Тичовата група низ источна Македонија кон Кумановското подрачје. Главниот штаб на Македонија со Тичовата група да ја премине реката Вардар и да се пробие низ источна Македонија на секторот Куманово, Врање, Црна Трава, за да се соедини со тамошните македонски, јужноморавски и косовски единици. Trideset prvi januar brigada je prešla grčko-bugarsku granicu. 4. februar održali smo miting u selo Nikodim. Oko 15 časova napali su nas bugarski vojnici i policajci. Posle slabog otpora mi smo prilično nesređeno napustili selo, ali odmah posle toga jedna naša četa je na jurež zauzela selo. 5. februar stigli smo pred selo Stepanci, gde je bila bugarska vojska. Stražu smo pohvatali i razoružali. Zaobišli smo selo i otišli u manastir Sveti Dimitrije, gde smo i predanili. Веќе чувствува, низ снагата се протега постанатоста. Нозете се поленливо гори над снегот. Удирите од кундакот бијат право во малиот мозок. Од подкачкетот без петокрака Џорџа пот, а јазикот и усните секнале. Ги стисна забите сили да исцеди, но тие се свија од допирот врв со врв. Застана. Ги поттурна со јазикот, се подиставаат. Внимателно ги фаќа со два прста. Од корен ќе попаѓаат. Морници го избоцкаа. Почна да го брише лицето, а раката му се удари во носот, преполовена потковка. Побара образи, наалка две грбки. Овдека е снегот многу поплиток. Ногата веќе допира и земја, а тоа е најнеподносливото. Зашто камчиња се бовираат во зевовите на стапалата и боли крвта што се цеди од нив. Денко застана за да ги смири болките. Устата се исушила, зеде снег и го заџвака. Šestog februara 1944. godine nalazili smo se u selu Orev Dol. Za nama je 7 dana teškoga marša koji je iznosio 150 km sa velikim visinskim razlikama, dubokim snegom, velikim mrazevima, stalnim neprekidnim borbama. Borci su bili iscrpljeni, nenaspavani. Mi smo zapravo zamišljali baš tu kod Oreva Dola u Azot da ostanemo neko vreme. Međutim, borbe su pokazale
da se nalazimo u jeku neprijateljske ofanzive protiv brigade. Zbog toga smo 6. februara preduzeli uveče marš preko tunela Bogumile. 7. februara svitanje nas je zateklo iznad Bogumilskog tunela. Teško smo se kretali, sneg je bio dubok, najsnažniji su se smenjivali da prte sneg. Kolona je tromo djelovala. Negde oko 7 časova primijetili smo gde se približavaju neprijateljske kolone. I to i sa leve i sa desne strane naše i da žure ka jednom uzvišenju, odnosno vrhu Oreškoj čuki, koja je visoka oko 1650 metara. Meni je onda bila jasna situacija da neprijatelj želi da uzme čuku pre nas, odatle da nas natera na pokret ka Jaruzi levo ili desno i da tu uništi brigadu. Zbog toga sam i naredio da se što pre zauzme čuka. I zaista desilo se ono što ni sam kao komandant nisam vjerovao, da su borci odjedanputa počeli svom snagom da hrle ka čuku. To je bila sasvim druga slika nego što je bila trenutak ranije, kao da se trgla čitava kolona, iznemogla, iscrpljena i čuka je bila zauzeta. U takvoj situaciji interesantno je napomenuti o moralu boraca. Držali su se kao da su bili potpuno odmorni. Svežina se osjećala na njima. Borci su čak pevali, dobacivali šale, podvikivali neprijatelj i tako dalje. U takvoj situaciji trebalo je donijeti odluku šta da se dalje radi. Zbog toga smo sazvali kratak sastanak štaba brigade i drugova iz glavnog štaba Makedonije koji su bili sa brigadom. Ja sam izneo u kakvoj se situaciji nalazimo. Imali smo 3 mogućnosti. Jedna mogućnost je bila da se probijemo ka zapadnoj Makedoniji u Debarce. Druga mogućnost da idemo u Poreč, koji je bio cilj našeg marša. I treća mogućnost da se vratimo ka Grčkoj na slobodnu teritoriju koju smo ranije bili oslobodili. Prevagnulo je mišljenje da se vratimo, jer je bila neizvjesna situacija i ka zapadnoj Makedoniji i ka Poreču, tim pre što su naslage snega bile ogromne i zbog toga smo prihvatili da se vratimo natrag. Небото сосем снема, се расчешла во темно-синобелузлави влаченици што ја облекуваат колоната. Буки и напластени парки и прт што се топи зад денка. Буковите подпирачи небаре се подсекоа и колоната зафати да се одвиткува на гола белина. Над неа се заурива она што беше небо. Луѓето копачат пат низ неалкливите урнатини. Девојката од корзо што излегла, го корне кусиот чевел останат во длапката трага. Наум се ведна, но сети студенила во вратот. Во колибата останаа коски и запретани огништа. Во снегот до едно рамниште се извкрстија врвици. Денот мрзнее во шепотот од стотици луѓе. Скорни, опинци, исклештени чевли, извиткани крпи, дзирнати петици влечат дебели линии во мазната бела простирка. Мугрите дојдоа со ветрови. Селото остана за Деридието и сега бригадата искачува по рбет со бели валчести прешлени. Напред на една вишинка, прешлен, сонцето веќе турило жива, та болска игриво живата и ги дразни очите. Девојката од корзо што излегла застана.
тие зад неа стојат. Девојката од корзо што излегла се стровали в снег како греда разјадена. Русанка претрча до неа и ги позеде рацете, но тие не се свија. Не се свија ни нозете што ги поткрена Бошко. Девојката сета беше скочанет неподвиж. Русанка погледна во лицето, бело синикаво како снегот околу. Само веџите, црни, склучени, мируваат. Веџите се две добрани црти, извлечени со парче јаглен на маска бело синикава. Под нив се разголиле стаклени очи, што ништо не говорат. Очите не говорат и не слизгаат во глобовите, тие се заковани со по едно шајче со црна главичка. Трпе му го подаде пушкомитролезот на тој зад себе, клекна потоа меѓу Русанка и Бошка недоведнати и ја зграби девојката од корзо што излегла. Распетла блуза, фати да трие со сета сила по градите, по рацете, по лицето, се обидуваше да ги свие нозете, но лицето остана бело синикаво, стаклата во глобовите не се подвижнаа, ни рацете, ни нозете не се прекршија. Устата измрмори нешто ни сладникава и пресречна насмевка. Тие чуја збогум другари. Уложничаво проштавање. Збогум другари. Искачија на голина. Дрвјата останаа зад нив. Ги удари в лице сув под ноктичав ветар. Денко уште повеќе го забави одот. Ветрот навеа илјадници мразовни игли и сите ги закорна во двете лица. Ветрот не навеа само мразовни игли, тој истопори пред нив брана, што сосем го запре одењето. Desetog februara kolona brigade se kretala od Gornjeg Radobila prema selu Galištu, želeći da se čim pre dokopa reke Crne i reku pređe. Smatrali smo, ako pređemo na desnu obalu reke, da je definitivno brigada posle toliko dana borbi uspjela da se izvuče iz obruča. Stanje brigade je bilo više nego teško. Premorenost, neishranjenost, velike hladnoće, svakodnevne borbe napravile su takav uticaj i fizički i psihički na borce da je počela halucinacija da uzima masovni karakter. Mi smo i pre ovoga 2-3 dana imali pojedinačne slučaje, međutim sada na ovome maršu halucinacija je bila masovna. Gledao sam borce gde sede pored žbunova i greju se, zamišljajući da je vatra, zamišljajući da vide kolibe, stoje u koloni i dele navodno hranu, seku rančeve mjesto hleba, neko čudno smejanje, neka indolentnost, nešto nemo, počinju da zaostaju, teško ih je pokrenuti. U jednoj takvoj situaciji morali smo one najizdržljivije slati kao patrole na začelju brigade da ne dozvole da niko ostane. Neke smo borce morali razoružavati. Imalo je slučajeva gdje smo neke i vezali jer je trebalo odvesti sa brigadom. Situacija je bila više nego kritična. U selu Galište smo doznali da se reka Crna ne može gaziti jer je jako duboka, brza, kamenita i da je jedina mogućnost da pređemo žičanu skelu koja je odatle daleko 7-8 kilometara. To je bila zadnja šansa brigade. Zbog toga sam naredio da od onih ljudi koji su najizdržljaviji pošaljemo udarnu grupu koja će na silu zauzeti skelu. Javilo se više dobrovoljaca i oni su pošli ispred brigade da zauzmu skelu i omoguće nama prelaz. Kada smo došli kod reke Crne, na moje veliko iznenađenje došla je udarna grupa, neizvršena zadatka, jer su snažne bugarske snage već zauzele skelu, tako da je ta zadnja šansa naša propala. Noć smo proveli u nekim kolibama.
ujutro 11. već su odmah otpočele borbe i to u neposrednoj blizini sa bugarskim snagama. Međutim, položaji naši su bili takvi da smo mogli da dadnemo otpor. U jednoj takvoj teškoj situaciji znao sam da sljedeća 24 časa predstavljaju sudbonosni moment za dalji opstanak brigade. Po пробивот кај Богомила, мислам, кога бригадата се движеше од цртовите над селото Горно Радобил на кај Црна река. Беше ноќ, се наоѓав во заштитницата и некаде патем покрај мене зачекори Разме, младиот партизан, гимназист, ударник, курир. И зафати Разме, вика, некаде во снеговиве, фати да ми се гледа првин една црна точка, потоа точката оживеа, се уште беше црна и тргна на кај мене. Кога доближи до близу нозеве, јас видов дека е тоа глувче, црно глувче. И тогаш, како да стана чудо, глувчето од црно се престори во бело. И чув некој глас што сум го чул во детството. Гласот беше на циганка која некогаш наминала во струга и со ливчиња што требаш да ги одбере едно бело глувче од кои можеше да се прочита иднината, среќата или несреќата на луѓето. Јас за едно стопаре, како што рече, побарав глувчето да ми извлече. И ми извлече ливче на кое пишуваше: ако ја доживееш 7-та година, тоа велеше и гласот на циганката, тогаш ќе живееш до 17-та година. А ако ја надживееш и 17-та година, тогаш ќе се ожениш за богата мома. А тој ден, вчера или завчера, кога беше, велеше Разме, беше мојот 17-ти роден ден. Јас не сум суеверен и не сакам да ми се смеат луѓето, тоа тебе ти го кажувам, но гледаш ли какви совпаѓања. Впрочем, јас сум свесен дека се тоа халуцинации. Се насмеавме, му го честитав роденденот, му реков дека еве 17-тиот роденден минал, го надживеал, според тоа да очекува да се ожени со богата, млада, убава мома и двајцата продолживме да се смееме. Меѓутоа, ниту Разме, ниту јас, обајцата, значи, не знаевме дека токму во тие февруарски дни започна неговото физичко умирање. Зашто, како последица од смрзнотини што ги задоби во текот на походот, тој веднаш по ослободувањето се закова за креветот, го изгуби видот и 20 години остана со конзервирани спомени за се она што представувало живеење до неговото врзување за креветот. Застанавме пред Црна. Бучи, мраз по неја, носат оттечат санти лед.
не предупредија да се внимава да не се некој пресечи од мразот. Се нареди колоната еден по еден, а и наредба беше кој е помал да се фати за некој повисок, да му биде подкрепа да не би го случајно понела. Кое осетивме ни морници низ снагата, коските ни се залелеа вилиците, но не ни преостана друго. Мора да се гази. Единиот излаз беше да се избегне гонењето без жртви, да се мине со газење. Кога излеговме од другата страна, како да беше веќе постудено, а секако штом го осетивме мразот околу нас, тога се помислив, во рацете сум веќе измрзнат. Носот, што еден другар ми рече како на чумурџја ми е исцрнат и врвовите на ушите ми бие помодрени. Се прашував, ќе издржам ли до крај? U tom momentu sećam se da mi je bilo glavno da ne dozvolim da se borci odmaraju, jer znam da bi to na ovoj hladnoći inače prokisli, temperatura je bila vrlo niska, da moramo odmah preduzeti pokret i preduzeli smo pokret preko planine Kožufa, gde je marš trajao 45 sati neprekidno po najvećoj oluji, ali ipak brigada je uspjela konačno da ostvari svoj cilj i da se nađe na južnim padinama planine Kožufa van neprijateljskog obruča. Непосредно по февруарскиот поход, уредништвото на весникот Братство, весникот на првата македонско-косовска пролетарска бригада, започна со подготвувањата за тробројот, а добар дел од бројот е посветен токму на Богомилскиот поход. Во рубриката меѓу младинците запишан е еден разговор со Чеде Филиповски, сега народен херој, тогаш член на главниот одбор на НОМС и заменик на командантот на првата македонско-косовска. Во разговорот на уредникот на весникот Братство, тој вели: моите врсници одеа по снегови и вијулици, боси и необлечени токму. Од нозете им капеше младата жешка крв. Но за нас сепак немаше никакви пречки. Одевме гладни и неспани по неколку дена, борејќи се против непријателот и природата. И дење и ноќе ни пукаа пушките, а од нашите премрзнати усни се носеше песна. Пред нас беа бугарските војници, кои го учат военото мајсторство по касарните, а ние учиме низ борбите. Но ние знаеме зошто се бориме. Во весникот има исто така едно интервју со мајорот Џорџ Квајн, шеф на англиската мисија при главниот штаб на Македонија, кој со нас, со бригадата, го мина целиот поход. Еве го тој разговор. Што мислите за македонскиот народ и за неговото расположение, беше прашањето што му го постави уредникот на весникот Братство. Се мисли на расположението на македонскиот народ во текот на походот. Џорџ Квајн одговори: на нашиот неодамнешен поход во Македонија не можевме да добиеме потполна слика за македонскиот народ. Ние бевме добро пречекувани,
Ни се даваше храна, стан, обавестувања, но ние насекаде доаѓавме со големи сили, та објективниот посматрач мора и тој факт да го земе предвид. Но морам да истакнам неколку работи. Народот е многу застрашен од бугарскиот терор. Особено се плаши од шпионите. Бугарите гледаат дека против нив постои движење во народот. Инаку, како да се разбере големиот терор на бугарскиот окупатор против македонскиот народ? Инаку не би доведувале дури и за општински кметови луѓе од Бугарија. Видов исто така примери на ограбување на македонскиот народ, а особено кога се работи за храна. Добивам впечаток дека покрај останатите причини, населаните им ја одземаат храната и поради тоа да не ја даваат на своите партизани. Што се однесува за расположението, најдобро е да се каже дека народот вака размислува. Колку побаргу ќе се ослободиме од бугарите, толку повесели ќе бидеме и ќе можеме да живееме така, како што му прилега на еден народ. Во целата работа најважно е ова. Јас видов дека речиси секое село има или бугарска полиција, или бугарска војска, а тоа најзборлесто кажува дали македонскиот народ сака да биде окупиран или да биде слободен. Следното прашање беше: што мислите за нашите борци? Никогаш во животот, вели Џорџ Квајн, не сум видел толку голем морал како кај вашите борци на нашиот заеднички поход. Видов дека нивниот морал се темелеше на две чувства, тоест тој беше составен од вербата во победата и од вербата во своите раководители. Историјата веќе ги забележила до детали сите битки во походот, правците на движењето на бригадата, бројките на мртвите и ранетите непријатели и нашите загуби. Но како да се видат траншеите изринети во ридјето снег со голите раце и со главите на тие од предодницата? И како до нас да се доближи и последната усилба да се соберат сите ронки сили во секој судир со неспоредливо понадмоćниот непријател и секогаш одново и никогаш последни усилби и последни сили. И како да се дзирне во гарчевните пресметнувања со својот сопствен разум што сивеел во снежните белини и се заканувал со отказ.